За првиот разговор во денешното издание на Македонија наутро, според последните анализи на Дирекцијата за технолошко-индустријските развојни зони, првиот квартал од годинава со највисока економска активност во однос на увозот и извозот има рекорден број на вработувања, што е добра информација, имајќи ја предвид економската криза која што извесен период ја живееме, и тоа не само ние, туку и целиот свет. Ова се само дел од темите на кои што утрово разговараме со господја Станка Димовска, раководител на одделението за привлекување странски инвеститори и грижа за корисници. Добро утро и добре ни дојдовте во Македонија наутро. Многу актуелни теми имаме за разговор ово утро. Ќе започнеме со една убава информација. Бројот на вработени според последните вести на Дирекцијата на ТИР се на највисоко ниво досега. Што значи тоа во бројки? Во бројки значи првен добро утро на вас и вашите гледачи. Ви благодарам повторно за поканата и можноста значи да ги истакнеме сите тие бројки за кои што денеска ќе збориме. Рекордни 14.512 наши граѓани во овој квартал се запослени, односно од почетокот на годината 500 нови работни места се отворени во компаниите кои оперираат во технолошко-индустријските развојни зони. Ова е навистина позитивно во сите овие времиња, невремиња кои што ги нарекуваме на пандемијата, па сега кризата со Украина, и очекуваме овој тренд на раст на бројот на вработени да иде во нагорна линија, затоа што сите договори кои што ги склучивме минатата година за проширување на капацитети и нови капацитети, значи се очекува вработените да бидат во оваа година и производството да отпочне. Нови договори за инвестиции во вкупен обем од 188 милиони евра се калкулира со ништо помалку од 3000 работни места, што не е мала бројка за периодот кој што следува, особено во економска криза која што ја споменавте. Во првиот квартал од 2022 извозот порасна за 10% во однос на истиот период лани, и тоа е добар резултат, и во однос на увозот имаме регистрирано највисоко ниво досега. Так. Ако пак збориме во бројки, значи овој квартал го завршуваме со рекордни 851 милион евра извоз од компаниите во ТИР зоните. Тоа е значи 10% повише од минатата година. Имаме 22% споредбено со 2019 и рекордни 55% со 2018 година, пошто така ги правиме анализите од 2018 година. Истото се случува, како што сами рековте, и кај увозот, значи 744 милиони увоз во компаниите, исто така зголемување за 1,5% во споредба со истиот период, првиот квартал од 2021, 18% со 2020 година, 33% со 2019 и исто рекордни 52% зголемување во однос на 2018 година. Руско-украинскиот воен конфликт донесе сериозна економска криза и проблеми во функционирањето на многу компании. Имаат ли проблем компаниите во технолошко-индустријските развојни зони со увоз на материјали за производство? Какви се информациите? Информациите на терен, значи нон-стоп сме на линија со компаниите, како што ви споменав и минатото интервју. Воопшто до сега немаме побарано помош во тој дел. Значи во увозот. Тоа кажува дека компаниите имаат репроматеријали, имаат своји залихи, а ние тука стоиме на располагање доколку е потребно да се помогне во тој сегмент, доколку искочат некои проблеми, значи во постојана комуникација сме со компаниите. Во последното интервју, кое што беше нешто повеќе од еден месец, најавивме дека дел од фабриките во Украина, како последица на целиот воен конфликт, пројавиле интерес да го прифрлат своето производство во Македонија, но не кажавме за кои фабрики станува збор, ниту колкав ќе биде бројот на вработени кои ќе ги има во Македонија. Имаме ли сега некоја информација повеќе? Ќе мора да се стрпиме уште за некој ден, затоа што навистина се во завршна фаза договорите со овие две компании се кои што значи тековно оперираат во технолошко-индустријските развојни зони. И не само тие две фабрики, значи имаме овие денови од Чешка, компании од Чешка кои имаат своји производствени капацитети не само во Украина, туку и во Русија, и исто така е значи преговараме истите да бидат префрлени во нашата земја. Покрај овие фабрики има ли најава за други нови, желба за други нови инвестиции во? Следува една многу убава, тоа ќе биде изненадување за сите, голема компанија која пак е во завршна фаза, ама ќе биде многу брзо. Па мојот директор ќе ја соопшти.
Тоа значи дека ќе имаме информација во периодот кој што следува. Владата ќе формира One Stop Shop оддел кој ќе ще грижи за странските инвеститори и нивните потреби и барања. Што значи ова и каков ќе биде бенефитот на долг рок? Тоа е супер ако планира владата да воведе таков систем, затоа што ние го пилотиравме тој проект на One Stop Shop или влез на една точка како проект од прошлата година. Значи веќе дирекцијата функционира една година на тој начин. Поточно моето одделение баш грижа за корисници. Имаме значи колеги кои што се грижат за компаниите и компанијата контактира само со еден вработен. Тој вработен ги распоредува барањата на компаниите и од досегашните барања пред се бара најголема помош околу државната помош, околу дозволите за градби, за проширувања, за дозволи за реконструкции и исто така се бара доста за царинските уредби. Така да тоа е многу добро да не иде инвеститорот на 10 врати да се задржи на една врата, а да може тој да му помогне. Јакнењето на капацитетот на администрацијата е исто така сериозен предизвик и за компаниите. Велат што подобра администрација, толку полесно ќе можеме да ги искористиме државните капитални инвестиции. Ова е тема на која што сериозно треба и да се дискутира, но и да се работи. Апсолутно. Сигурно има многу поважни и влијателни луѓе од мене да го кажат тоа во државата, меѓутоа мора да се работи. Ние еве преку овој проект видовме дека доколку сме брзи и ефикасни во решавањето на проблемите на инвеститорите, без разлика дали се домашни или странски, значи тој итекако вродува со плоти, со резултати и ако се работи во тој принцип имаме многу поефикасна администрација и поголем економски раст за сите. Со почетокот на војниот конфликт почна генерално се да поскапува и тука некако почнавме да бараме алтернативи за се, поевтини алтернативи за се. Фотоволтаиците се секако добра алтернатива, тоа го потврдија и компаниите кои што сакаат да ги вградат веќе, меѓутоа тука има една процедура која што треба да се работи и треба да се олесне, а тоа го побара и директорот на делегацијата на германско стопанство Патрик Мартен, се дока да се работива тука. Ја поздравуваме иницијативата на делегацијата на германското стопанство. Ние и пред да ја поттикнат иницијативата, имаше состаноци со компаниите од зоните, значи веќе пред да почне оваа економска криза со струјата, тие имаа побарување да се стават тоест да се користат обновливи извори на енергија, затоа што и Европа тоа ни го бара. Со секоја нова компанија која разговараме што е следен инвеститор, сите ја бараат таа опција затоа што дел од производството кој ќе им биде и со компаниите со кои имаат склучено договори, им бараат токму тоа да производот биде изработен од обновливи извори. Така да ја зачуваме животната средина сите. Така да ние интензивно работиме на ова, направивме студија, работевме сите заедно на една студија, заедно со компаниите, доставувавме прашалници до нив, каква е расположливоста да се искористат сите кровни површини, да се искористат сите површини во зоните, зборам парцели кои што и не се толку атрактивни или се на повисоки места или се бара поголема финансиска или материјална потреба за да се средат тие парцели, така да тие да се направат парцели за производство на електрична енергија од фотоволтаици. Ризиците од глобалните случувања се видливи и очекувани, но она што ме интересира, има ли терс аз во ракавот кога станува збор за мерки дополнителни како поддршка на компаниите кои што функционираат во земјава? Секогаш сме тука за компаниите кои што функционираат во зоните. Истото се случи и во пандемијата кога почна. Ние стоиме на располагање и текако, значи не може да стоиме изолирани. Оваа светска криза има влијание врз сите. Меѓутоа, во постојана комуникација сме со компаниите и заеднички ги решаваме како и до сега сите проблеми. И не можеме да не прашам, ковид пандемија, сега и воен конфликт кој што носи многу последици, тешко ли е да се одржат на ова ниво на квалитетна работа и производство компаниите кои инвестираа во Македонија? Многу предизвик е за сите нас и ние едва чекаме, пошто мислевме кризата ќе заврши пандемијата и така се спремивме, дојде друга криза, меѓутоа навистина во овие тешки моменти можам да кажам дека сепак има некои светли точки и се надеваме сите на
позитивни резултати. Ни најавивте убави вести, што значи дека во следното гостување во Македонија наутро ќе зборуваме за новите инвестиции со имиња и бројки. Да. Ви благодарам многу за гостувањето во Македонија наутро.